По информацијата дека инфлацијата во месец октомври беше 4,5%, синдикатите подготвуваат ново барање за растот на минималецот. Работодавачите велат подготвени се да седнат на маса и да разговараат, но остануваат на условот за поголема продуктивност. Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи за Канал 5 вели: важен чекор пред да се почнат било какви разговори во рамки на економско-социјалниот совет е да се утврди прво новата методологија за пресметка на потрошувачката кушничка, која оценува ќе биде основ за пресметка на месечните трошоци и ќе влијае на креирање на идните политики. Јас сметам дека ние имаме такво ниво на минимална плата во однос на просечна плата која ги задоволува и директивата на Европската унија, а и која дава доволна заштита на најниско платените работници кои земаат минимална плата. Со тоа што во нашиот закон, за разлика од другите земји, имаме дури едно ограничување дека таа не може да биде минималната плата, не може да биде пониска од 57% од просечната плата. Во однос на недостатокот на работна сила, Димитров оценува дека доколку земјава сака да ја промени сегашната слика, мора институциите активно да се вклучат во борбата против сивата економија. Да видиме тие луѓе кои се корисни за социјална помош дали се дома или некаде работат на црно. Овде треба да се вклучат и центрите за социјална работа, бидејќи тие се надлежни да отидат на лице место на терен и да видат каде се тие социјалци кои не сакаат да се јавуваат. Тие замисли да не се јавуваат дури на огласите за јавните работи на кои не се сопира социјалната помош. Ние ако не го рачистиме тој список, ни се јавува сегашната состојба. Од една страна имаме 100.000 луѓе као бараат работа, а од друга страна имаме 12.000 работни места непополнети во стопанството на кои нема кој да се јави да работи. Нова средба на економско-социјалниот совет од Министерството за економија најавуваа до крајот на месецов. На неа, освен за потрошувачката кушничка на владата, која треба да биде усвоена, доколку има барање, очекуваат да се разговара и за минималната плата. Од Сојузот на синдикати пред 2 дена посочија дека во периодот кој следи, телата и органите при ССМ ќе направат нови пресметки за да се утврди висината на минималната плата, која тие во иднина би ја побарале, бидејќи според нив 500 евра е веќе застарено барање кое не може да ги покрие основните потреби на работникот.